Двајца кандидати, а една одлука. Граѓаните на Штип ќе одлучуваат кој ќе го води градот во наредните 4 години. Иван Јорданов од ВМРО ДПМН и Павел Иванов од СДСМ се во трката за градоначалничката фотелја. Со различни визии и програми за развојот на градот, на 19 октомври ќе ја бараат довербата на гласачите. Јорданов најавува дека ќе води општината по веќе утврдената патека. Го гледа Штип како модерен и развиен град кој ќе нуди повеќе можности за младите, развој на локалната економија, функционална инфраструктура. Ветува завршување на веќе започнатите, но и нови проекти, до изградба на обиколница, нови катни гаражи, повеќе паркинг места. Доколку победи новие избори, ќе стане првиот градоначалник на Штип со 2 последователни мандати. Ова се проекти кои се барање на граѓаните, кои се влезени во изборната програма, но не само конкретните проекти. Суштинско е тоа што граѓаните можат да очекуваат пристап на посветеност, на решавање на проблемите, на сервис, кој верувам дека во изминатите 4 години го забележаа, различно од досега, и верувам дека Штип има огромен капацитет и потенцијал да стане еден од најразвиените градови во нашата држава. Неговиот противкандидат од СДСМ Павел Иванов настапува под слоганот "Се бориме за Штип". Во неговата програма главни приоритети се изградба на нова стамбена населба за млади брачни парови, нов инклузивен дом за лица со посебни потреби, намалување на котизација во градинките, како и изградба на старечки дом. Самата програма која ја создадовме и ја направивме е со цел и визија, односно слободно можам да кажам дека е граѓанска програма, потекнува од нашите сограѓани, тоа што тие го бараа од нас, тоа го ставивме и во програмата. Значи во периодот од 4 години програмата е направена така да може секој еден проект што е ветен да биде и реализиран. Генерално барањата на нашите граѓани, посебно на луѓето од трета доба, се тоа да има Штип старечки дом. И додека изборот за градоначалник е сведен само на двајца кандидати, состојбата со советничките листи е поразлична. Новие избори, штипјани ќе може да гласат за 11 советнички листи со 253 кандидати, од кои ќе треба да изберат само 23 советници. Најмногу листи за советници биле прејавени во 2009 година, кога се поднесени дури 14 советнички листи.